Регистрирани се 1085 случаи на заболени од грип, најголем дел од нив се заболени во западниот дел од државата, соопштуваат од Институтот за јавно здравје. Со стартот на второто полугодие на учениците, порасна и бројот на заболени од грип. Институтот за јавно здравје регистрирал 1085 на нови случаеви од вкупно 3475 заболени. Се очекува грипот допрва да земе замав. Пикот се очекува кон средината на месец февруари. Грипот често предизвикува непријатност во период од неколку дена кај сите заразени лица. Оние кои се најмногу изложени на ризик се луѓето на возраст од над 65 годишна возраст и лицата со здравствени проблеми, кои истите треба да се вакцинираат против грип секоја година. Како што информираше Институтот за јавно здравје во септември минатата година, направена е набавка на 28.000 вакцини за деца со намален имунитет, трудници, хронично болни и здравствени работници, кои ќе можат да се заштитат од сезонски грип. Апелот кој се испраќа до децата заболени од грип е да останат дома. Училниците редовно да се проветруваат, да се внесуваат многу витамини како превентива, а антибиотик да не се зема на своја рака, апелира доктор Дарко Караџовски. Во државата имаме конгломерација на деца во училишта и градинки, каде просториите ретко се проветруваат и многу лесно доаѓа до ширење на респираторни инфекции. Мој предлог е почесто да се проветруваат, болните деца да седат дома за да нема ширење на грипот, топли напитоци, витамин С и никако антибиотици на своја рака, вели Жарко Караџовски, епидемиолог во Институтот за јавно здравје. Минатата сезона на грип заврши со 35.000 заболени и 2 смртни случаи. Околу 27.000 граѓани примиле вакцини, а меѓу нив ниту една трудница. Епидемиолозите велат дека бил изголемен бројот на респираторните инфекции. Исто така во земјава е регистриран трет случај на заболени од морбили, 5-годишно момче кое е во роднинска врска со веќе заболените. Со цел да се спречи ширењето на заразата, здравствените институции велат граѓаните да се придржуваат до календарот за вакцинација. Во Македонија заразените лица се хоспитализирани и засега не се регистрирани потешки случаи. Додека пак епидемија на морбили, каде што има заболени нешто повеќе од 1000, владее во Србија и Хрватска. Истите тие се во тешка здравствена состојба.